На почеток мој соговорник е универзитетскиот професор и член на Советот за безбедност, професорот Ненад Марковиќ. Добре дојдете во емисијата. Професоре, како е возможно личност, украински бизнисмен кој е на црната листа на американците да добие македонско државјанство пред речиси неколку месеци, иако пред година и половина е ставен на црната листа? Не ви изгледа помалку симптоматично? Подносно, ова е едно исклучително сензитивно прашање и у мојата глава, барем обидувајќи се да анализирам врз база на оние ограничени податоци кои доаѓаат до мене, имам две теории. Зошто вакво нешто можело да се случи? Имам две теории и две забелешки, условно кажано. Едната е до јавноста, другата е до медиумите. Ќе кажам нешто подоцна малку за тоа. Прво да пробаме да го разјасниме случајот. Има два мотиви зошто овој дотичен господин, за кој знаеме многу малку, сега се повеќе, како што поминува времето, можел да добие македонско државјанство, или се работи за некаква класична лукративна сделка, каде што некој од структурите му возможила такво нешто, што веројатно е и казниво, и непожелно, и не изгледа лошо, и не прави да изгледаме лошо во очите на нашите предсезападни сојузници. Или втората и по мене поверојатна теорија е дека не се откриваат баш сите информации зошто било потребно во тој момент на тој известен господин да му се даде државјанство. Односно дека тука постојат веројатно аспекти кои не се за во јавноста и кои не можеме да ги знаеме затоа што во принцип ни една држава не дава државјанство, односно не дозволува вакво нешто, доколку нешто не добија за возврат. Така да по што мораме прво да го утврдиме тука е предоминантниот јавен интерес. Дали ова нечија приватна сделка и приватен аранжман и дали има злоупотреба на јавната положба, така на службената положба во структурите на службите, или дали тоа бил јавен интерес на државата заради нешто што на Македонија требало од дотичниот господин, така. Во вакви ситуации треба многу внимателно да се известува и многу внимателно да се пристапува кон ваквите проблеми, токму заради тоа што многу често постојат аспекти кои се или скриени, или класифицирани, или кои не се за јавност. И тука нормално и Агенцијата за национална безбедност, и Агенцијата за разузнавање и другите безбедносни структури, како што е военото разузнавање, мора да имаат еден однос на доверба со новинарите. И однос на фер игра за тоа колку, што и во кои ситуации може да се јави. Да не го споменувам медиумскиот дебакл што се случи во однос на Дива Населј и на некој начин инволвирањето на Агенцијата за разузнавање. Не би сакал јавноста да потсеќам околу целиот тој случај колку тогаш медиумите всушност со нивното делување и действување сакајќи да го заштитат јавниот интерес. Не верам дека медиумите имаат некаква негативна мотивација, всушност загрозија една по-широка операција на нашите служби. Затоа треба исклучително многу да се внимава. Она што е лошо во самиот случај од тој аспект на некаков политички пиар или како сакате наречете го, сепак е тоа едно политичко прашање, безбедносно прашање или безбедносен пиар, беше нападот на екипата која сними куќата во која наводно живее тој господин. Така мислам дека сопственикот или што и да е господинот кој ја нападна екипата не му направи никаква услуга да се смират страстите и да се малце порационално погледне случајот. Напротив, мислам дека ги вжешти страстите, ги разгоре. Само дополнително ја ескалираше ситуацијата. Многу симптоматично делуваше неговата реакција. Дури да нема никаква особена приказна позади целиот овој случај, самата реакција ги разгневува луѓето и кај нив буди сомнеш. Сепак сметам дека овде препознавате ерозија на системот, политизација на безбедносниот сектор и дали треба да се бара одговорност кај поединец или пак сепак кај неколку институции, сепак крајниот збор да се даде зелено светло поточно државјанство е владата, врз основа на претходно дадени сугестии. Затоа и велам, јас не верувам дека се влегло во ваква една ситуација без адекватни безбедносни проверки. Нашите служби не се неспособни тоа да го направат. Уште помалку мислам дека ова би можело да го скриете под радарот на службите, на било која од поголемите безбедносни служби, не само на нашите западни сојузници, туку и на оние држави кои делуваат во регионот, можеби кои не се дел од иствоен сојуз за нас, така, да не именуваме никого посебно. Тоа што е господинот на црната листа на Америка, тоа што не знам неговото име се влече ваму или таму е сосема небитно, односно на тоа што е она што ние сме пробале да го добиеме за возврат или што е она што нашиот јавен интерес го заштитило, доколку такво нешто постои во самиот случај. Тоа е нешто што треба да се утврди на највисоко ниво
И затоа мене ми изгледа многу неверојатно дека е направено на начин на кој не се направени никакви безбедносни проверки, наивно или лукративно. Мислам дека е повеќе второто сценарио, а тука треба многу внимателно и да се известува, многу внимателно да се испитува, не затоа што јас повикувам на некаква цензура на медиумите. Туку заради тоа што сметам дека постојат аспекти кои можеби не е паметно други служби или други безбедносни структури во државата кои не се наши домашни да ги знаат, како што беше со случајот со Диво населје. Веќе имаме едно лошо искуство од тој аспект гледано. Професоре, дали недовербата во целокупниот правен систем, непотизмот, селективноста, неказнивоста на функционерите го подкопува владењето на правото? Ние воглавном постојано во речиси сите извештаи сме нотирани дека борбата против корупцијата, владењето на правото ни се речиси најслабата карика. Тоа е рак рана на нашето општество кое не успеа со ниедна револуција и со ниедна промена на власти, со никаков преврат да се смени. Очекувањата по 2016 беа многу високи, за потоа да имаме едно прилично, ја би рекол, атерирање во реалноста, едно прилично грубо атерирање, за да со што увидовме дека всушност се работи за системски проблеми. Кај нас системот е базиран на сите овие негативни феномени кои туку што ги наведовте и евидентно е дека од истите не може да се излечи. Ниту непотизмот, ниту кронизмот, ниту фамилиаризмот, ниту партиското влијание врз судството може да се спречи, ниту може да на некој начин да се пресретне. Пробавме со модел на бирање суди, не знам, во собрание, пробавме со модел на судски совет. Јас слушав анализата на професор Калајџиев кој беше прилично разочаран во судскиот систем. Очигледно кај нас секогаш политиката наоѓа начини и наоѓа канали преку кои ќе влие врз судството. И дека нема модел кој ние можеме да го спроведеме, а ефективно да се заштитиме од политичко влијание врз судството, бидејќи да не се лажеме, една парадигма важела и ќе продолжи да важи. Тоа е дека ниедна политичка елита не сака силно обвинителство и силно судство. Како ќе се однесуваме? Ќе прифатиме реалноста, ќе си молчиме и постојано на декларативно ниво ќе велиме работиме на реформи на судството, владењето на правото. Нема реформите во судството да донесат победата, условно кажано. Реформата во правната култура на судството ќе донесе промената. А за таа треба време. За каква правна култура и систем може да говориме кога имаме судско обвинителска ситуација во која се избираат суди, обвинители блиски до одредени политички и партиски центри на моќ, изборот на новиот шеф на оделението за гонење на организиран криминал. Видовме дека има фотографии кои се слика со луѓе од ДУИ и милион такви или слични ситуации во кои не се крие блискоста помеѓу политичките и судски индивидуи. Не знам што ми требаше со еден колега да се зафатиме за тема на правна култура. Јас се работам така наречената екстерна компонента повеќе, односно правната култура на општата популација, на луѓето, условно кажано, тоа работи интерната правна култура, односно правната култура или правната традиција, како што некаде се нарекува на судиите, обвинителите и другите луѓе кои се дел од правосудниот систем и од системот на обвинителството. Читајќи ги деловите кои заедно ги пишуваме во делот на интерната правна култура и читајќи некои компаративни студии од релевантни автори во регионот, вие апсолутно јасно е дека ништо не е променето или многу малку е променето, само е малку нашминкано, судството особено, во однос на оно што се нарекува трета правна традиција, односно социјалистичката правна традиција, во која судството има некоја квази идеолошка функција на исполнување на волјата на оние кои се на власт. Судството кај нас се развива под влијание на три традиции. Има една авторка, Далара, која го анализира ова и убаво го објаснува. Првата е инерцијата од социјализмот, во која имаше некаква квази идеолошка функција судството, да ја спроведува волјата на политичките елити, не беше исклучено од таа некоја идеолошка рамка на тој марксистичко или во Југославија марксистичко келзенистички пристап или келзенијански пристап.
Второто е дека во транзицијата новите политички елити заедно со нивните екстрактивни економски партнери гледаат да го подјармат судството адекватно на своите интереси. И третото е притисокот од надвор, односно притисокот за европеизација на судството и оддалечување од оваа матрица која наследуваме од социјализмот и само во транзицијата ја претвараме, ја донашминкуваме малце така да изгледа убаво, али у суштина не е променета. Ете во тоа е проблемот. Решението е во свеста на самото судство. Да престане, меѓутоа, решението е во тоа да им ги одземете на политичарите механизмите преку кои можат да ги казнуваат, унапретуваат, прераспределуваат судиите, што ни една политичка елита не сака да го прави. Секогаш има некој скриен механизам да ве стават во некој друго обвинителство, во некој друг суд, далеку од дома или на некој суптилен начин да ве казнат и така натаму. Во тоа веќе колегите правници можат многу поинформирано да го коментираат. Нема да се откажат политичките елити од тие ситни, па некогаш и не толку ситни механизми на контролирање на судиите. Еве реков, пробавме два модела, се согласувам со анализата на професор Калајџиев, очигледно ништо не успева. Очигледно повторно имаме едната иста ситуација на спрега помеѓу политичките партии и обвинителството или судството и така натаму. Со пропаста на СЈО, целата работа отиде уште полошо. Мислам дека не треба воопшто да се прашуваме зашто судството има најнизок рейтинг од сите институции. Тоа е евидентна една состојба. Професоре, сопоставувањето или со изборот на суди и обвинители кои важат за блиски до ДУИ, дали всушност Али Ахмети го заокружува влијанието во правосудниот систем и дали не ви изгледа помалку симптоматично? Како после 18 години владење, ниту еден функционер од редовите на интегратиците не се соочи со кривична одговорност? Ви текнува на риториката на СДСМ на последните избори. Односно на конфликтот Заев-Ахмети. Како Заев тврдеше дека тој нема да биде дел од власта и така натаму и така натаму. Мицковски можете да го видите, односно да го чуете како кажува нешто многу слично на тоа. Се додека ДУИ, како партија, биде текчето на тасот на тие коалиции кои се потребни за да се формира влада, а по моје видување ќе биде уште долго, со обзир дека помалите албански партии не успеваат да ја загрозат доминантната позиција ДУИ, до тогаш одговорот на овие прашања не треба да не чуди. Нивната улога во македонскиот политички систем, посебно при градењето коалиција, толку голема и толку пресудна, што ни еден фактор општествен нема да се впушти во било какво гонење на функционери на ДУИ или барем додека таа партија не доживе некаква внатрешна имплозија, распад, некоја постахмети ера и така натаму, зашто не знаеме што ќе биде. Да му даеме шанса на новиот обвинител. Очигледно дека му излегаат тие слики на блиско со некои функционери од ДУИ и така натаму, не знаеме како ќе се однесува. Ќе тестираме оваа теза на терен, да видиме дали тој самиот ќе биде можеби подобар од својата претходничка и така натаму. Па тогаш можеби пак за некој пола година би можеле пак да се сретнеме и да разговараме околу тоа каков е неговиот перформанс. А причината зошто е така, ви ја дадов. Заминувањето на Заев ќе биде залудно ако 3-4 имиња не заминат од ресорите. Оценивте пред една година кога гостувавте во Трилинг. Гледате ли денеска промена година дена потоа во политичкиот и општествен амбиент? Освен што на Илинденска број 2 само се смени домарот или? Очигледно некои имиња остана, некои имиња се променија. Евидентно е дека имаше релативно длабока промена, условно кажано, на главните функции, односно главните министерски позиции, кога Ковачевски ја наследи позицијата од Заев. Меѓутоа, она што остана исто се проблемите, кои можеби дури и се продлабочија. Кои се можеби и полоши од што беа. Се надоврзаа во меѓувреме уште неколку кризи, така, покрај епидемиолошката и економската и кризата во Украина и така натаму и предизвикот да се најдат доволно енергенси, ресурси, газ, струја и така натаму. Така да не мислам дека одговорот е во потполност за тоа дали една влада ќе биде успешна или не само во имињата и во кадровскиот состав. Поштања четите интервју со универзитетскиот професор и член на Советот за национална безбедност, кај председател Стево Пендаровски и универзитетскиот професор Ненад Марковиќ. Професоре Марковиќ, предвремени парламентарни избори, уставни промени, обид да се обезбеди двотретинско мнозинство. Што е најверојатното сценарио? Мислам дека ќе има еден период на статус кво сигурно.
во кој веројатно ќе има некакви позадински пазарења. Околу предвремените избори сакам веднаш да ви ја расчистам дилемата, мислам дека не постои политички актер кој во моментов заинтересиран за такво нешто. Оставете риториката на опозицијата. Оставете риториката на опозицијата, не мислам дека ни опозицијата во овој момент е претерано заинтересирана за предвремени избори. Заради тоа што јас мислам дека проценката на ВМРО, на левица и на другите партии дека СДСМ ќе продолжи да паѓа со рейтингот и дека за 2 години ќе имат поголем успех од колку што би имале сега, кога би имало предвремени избори. Во меѓувреме може да се купи и малку време за да се среди овој конфликт кој по мене многу деструктивен по рейтингот на ВМРО ДПМН со градоначалничката Арсовска, да се изнајде некакво излезно решение од таа ситуација која во моментов изгледа безизлезна, но која на ниво на локална власт на ВМРО ДПМН му носи многу негативни поени. Многу негативни поени. Конфликтот со Даниела Арсовска е нивниот најголем ризик фактор, иако не знам колку од рейтингот би можел да им сруши, одземе, да ја намали и така нато. Може мотивацијата кај одреден број на гласачи да ја убие, условно кажано, да не сакаат излезат, кои може би планирале да гласат за ВМРО ДПМН. При тоа не мислам дека тактиката да сега ја на некој начин ја пришијат Даниела Арсовска или да прикажат како човек на СДСМ им помага, мислам дека со тоа само подлабоко тонат во една комплетно нелогична аргументација и дека во тие 2 години ќе има време и таа криза да се разреши на некој начин и дека ќе изборите по мене ќе бидат сепак 2024. Во меѓувреме дали ќе има обиди да се направи двотретинско мнозинство? Да. Дали во тоа ќе се успее? Не знам. Веројатно ќе треба да се даде нешто за возврат. Тука има неколку сценарии. Или ВМРО комплетно да го промени ставот. За левица сум прилично сигурен дека тоа нема да се случи. Немаат ни многу потреба од левица доколку ВМРО го промени ставот и се согласи на уставните измени. Иако денес нели власта повика со 120 пратеници да се изгласи така на тоа, ајде да не се лажеме, тоа нема да се случи. Ако ВМРО го промени ставот, тоа им е лошо за избори, затоа што тие ветуваа дека тоа нема да го направат. Така, меѓутоа е подеднакво деструктивно за нив и да го направат кога во еден момент би се нашле во позиција на власт. Затоа што тогаш веднаш се делегитимирате. Не можете да дојдете на власт со постапка која е сосема спротивна од она што ве довело на власт. Апропо е да ги споменеме најновите најавени законски измени на Законот за високо образование, кои очигледно му се потураат на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, а многу потсеќаат на законот од 2014 на Груевски. Така да треба да се внимава во овие процеси. Третото сценарио по мене, кој ќе биде многу неелегантно, е сценариот од Преспанскиот договор. Да најдете 7, 8, 10 пратеници од ВМРО ДПМН кои на некој начин ќе ги мотивирате, да го се изразиме така жовијално, да гласаат за промените, што повторно ќе разговори. Председателот на ВМРО ДПМН е категоричен дека е убеден дека ниту еден пратеник од ВМРО ДПМН. Веројатно, претпоставам дека знае што зборува во таа смисла. Меѓутоа, многу е јасно дека таа позиција е апсолутно неодржлива на долг рок. Неодржлива на долг рок. Таа има употребна вредност до следните избори, тоа е тоа. Се почест е меѓународниот притисок и инсистирањето да се реализираат уставните промени. Зошто постојат одредени резерви во однос на внесувањето на бугарското малцинство во преамбулата? Од што се плашиме? Мислите зошто постојат кај нас одредени резерви? Мислам дека стравот произлегува од мислам дека самиот чин на внесување на бугарите во уставот е апсолутно бенинген чин, сам по себе, ако го гледаме изолирано. Меѓутоа, ако го гледаме во контекст, мене ми е јасен стравот кој се јавува кај одредени фактори. Прво, дека тоа нема да биде последното барање. Дека по тоа тежиштето и политичката енергија на Бугарија ќе се префрли во комисијата. Нешто што е за мене многу непосакуван исход. Заради тоа што таа комисија по мене не треба да се политизира. И тоа сум го кажал на повеќе телевизии, мислам и кај вас. И не сме да се прави притисок да работи под некаков политички диктат, затоа што тогаш ќе губи својата основна функција да на некој начин најде одредени компромисни формулации кои би поминали и во Македонија и во Бугарија. Значи, она што мислам дека кај нас е, инаку има и таа димензија на чисто политичко пазарење. Зошто да дозволиме нешто, кога можеме да не го дозволиме, така? Што се вели она playing hard to get. Или можеме да бараме нешто за возврат. Зошто некому гратис да дадеме гласови? Опозицијата така размислува и секоја опозиција така би размислувала. Зошто некому да поклониме гласови? Инаку, мислам дека и ВМРО ДПМН знае. Ја заговарате тезата на реципроцитет? Ја заговарам, ама е невозможна. Знаете што, јас секогаш во секој настап и на факултетот и овде сум бил политички реалист.
Јас секако сметам дека македонското малцинство во Бугарија треба да добие свој адекватен израз, дали преку културни клубови, дали преку своја политичка партија, дали преку своје политичко делување. Таа и постои во одредена форма која не е институционализирана. Мислам дека Бугарија има еден комплетно ирационален страв од македонското малцинство таму, меѓутоа да не се лажеме, тоа нема да се случи. Тоа нема да се случи. Секако дека реципроцитет треба да има, прашањето е дали сме ние во таква една позиција да го бараме. Приврзаниците на етномакедонизмот ја заговараат тезата договор со Бугарија по ниту еден услов. Слично како што беше и со Преспанскиот договор, па го затворивме прашањето со Грција. Она што се наметнува како прашање, имаме ли алтернатива? Алтернатива постои секогаш. Прашањето е дали е добра. И прашањето е дали е пожелно, и прашањето е дали оние кои ја заговараат можат политички да ја операционализираат, при тоа таа алтернатива да понуди нешто подобро за граѓаните. Ја не сум од оние што не знам апокалиптично ќе тврдат дека ако не се зачлениме во Европска унија ќе пропаднеме. Јас само сметам дека тоа е попаметниот пат. И дека држава која ги менува своите политички приоритети секој 5 години затоа што е фрустриран од некакви билатерални спорови и политички процеси, никој нема да ја доживее сериозно. Меѓутоа факт е дека ние мораме да ги затвараме проблемите кои ги имаме на патот на кој сме тргнали или радикално да го промениме патот. Меѓутоа, сакам да слушнам која е таа алтернатива, што нуди и кои се трошоците и придобивките од таа алтернатива. Ниеден сериозен политички фактор не излезе да ни каже што се тие алтернативи, кои се и какви се. Професоре, Путиновиот воен руски рулет кон Украина е во криза, но по проширувањето и со ракетирањето на полска територија, како да конфликтот се продлабочува. Дали влегуваме во нова етапа на неизвестност? Ниеден конфликт не носи известност во ниедна смисла. Така да ја не гледам дека оваа неизвестност е нешто поголемо од онака која била пред 2 или 3 дена. Особено што мислам дека еве баш во текот на денот, денеска кога снимаме, оваа криза успешно се изменаџира. И имаше многу свесна и трезвена реакција од Столтенберг и од НАТО. Прво да се признае дека ракетите не се руски, за да не се ескалира целата ситуација и да се нормално да се испрати на терен екипа која ќе увиди што точно се случило, меѓутоа да не се прејудицира вината на Русија и да не се прејудицира никаква активација, не знам, на членови од спогодбата кои би го вовлекле НАТО во војна и така натаму и така натаму. Мене ми е јасен притисокот на Зеленски, на кој му треба повеќе оружје, на кој му треба повеќе поддршка политичка, на кој му треба повеќе морална поддршка, така да каже веднаш дека нели ракетите се стрелани од Русија. Евидентно се работи за некаква грешка во обид да се пресретнат руски ракети, па тие 2 ракети кои паднале се најверојатно, барем спод она што медиумите денеска го јавуваат, се украински. Но во ниеден момент не беше Русија директно окривена без при тоа да се направи правилна проценка што точно се случило. Затоа што последиците да се влезеше во таков амблок конфликт можат навистина да бидат големи. Со руската инвазија врз Украина во држава се повеќе се заговара или поточно се погласно се зборува за руското влијание на нашата територија. Препознавате ли руски притисок и обид за мешање во внатрешните работи на државата и обиди да се обструили, да се забави македонскиот пат кон Европската унија? Видете, ако одредени високи функционери во Русија немаат никаков проблем да признаат дека се мешале во американските избори, замислите колкав е нивниот потенцијал да се мешаат во македонските избори. Веројатно огромен. Не е проблем мешањето во изборите само по себе. Тоа е проблем безбедносен кој треба да се третира изолирано и на начин на кој треба да се третира. Меѓутоа, многу е полошо што Русија има една стара тактика. Прво имаше онаа тактика дека нели 4 држави кои треба да бидат бафери, да не влезат во НАТО, тоа беа Црна Гора, Босна, Србија и Македонија, таа пропадна. Знаејќи дека овде не може да биде доминантен фактор на влијание, да им ја загорчите судбината на политичките актери, западни или западните конкуренти, онолку колку што можете преку свое влијание. И тоа влијание овде не е мало и не е невидливо. Јас не мислам дека нешто особено тоа влијание е неприметливо или е многу суптилно, посебно на социјалните мрежи.
Така да такво влијание постои, такви центри на мои заинтересирани да шират тој тип на информации постојат. Тоа е легитимна хибридна закана по нашите политички интереси. Меѓутоа не гледам дека таков проблем немаат Соединетите Американски држави. Напротив, мислам дека го имаат во многу поголема мера од Македонија. Така да тоа е една глобална дебата која не исклучува ни нас. Глобална пресметка на сили кои многу повеќе се пресметуваат во таа некоја медиумска информативна сфера отколку што се пресметуваат на терен, се додека не избие некој ваков судир па не се даде некаква можност за испитување на нови оружја, одмерување на некакви прокси војни и така натаму и така натаму. Во секој случај влијанија постојат, тие се забележани во анализи кои се прилично стари кои ги имам читано, со тоа што Македонија не беше никогаш во, за разлика например од Бугарија и од Србија, не беше никогаш класифицирана, се сеќавам на една анализа многу убаво, во таа група на држави кои се најмногу проруски настроени. Најмалку проруски се Романија и Полска, таму има дури една верзија кон русите. Најпроруски се настроени Србија, во таа група беа Србија, ако се сеќавам убаво, и беше Бугарија, дали беше и Унгарија? Не, Унгарија беше со нас. Ние бевме во таа втора група. На луѓе каде што има одредено проруско расположение, меѓутоа не е многу изразено, не е многу силно и не е, да речем, детерминирачко за политичкиот дискурс. Мислам дека нема да престане ова информативна војна, нема да престане овој тип на хибридна закана за нашата држава и не мислам дека сме со оваа медиумска писменост која имаме, која е многу слаба, со вакви резултати на PISA тестовите, односно формалното образование кој исто така екстремно слабо, не мислам дека сме многу отпорни на вакви. Ние сме држава во која во најголема мера поминуваат лажни вести без никаков проблем. Луѓето може да проголтаат буквално се. И тука јас мислам дека медиумите имаат голема вина, можеби не медиумите од овој тип, туку она портал новинарство кој веќе не знам дали би требале да го нарекуваме новинарство. Така да извори на такви информации имате колку сакате. А луѓето секогаш имаат предиспозиција да веруваат во она што сакаат, а не во она што може да го проверат. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и вам. Почитувачи, тоа беше универзитетскиот професор Ненад Марковиќ и член на Советот за национална безбедност.